Регулаторната комисија за енергетика потврди, струјата поскапува за 7,42%. Ако некое домаќинство плаќало за струја 1500 денари месечно, сега сметката ќе му биде за 100 денари повисока, односно ќе плаќа 1600 денари. И покрај барањата за укинување, регулаторот ја задржа ефтината тарифа на струјата. Не ја укинале зашто тоа ќе бил дополнителен ценовен шок за граѓаните. За сега не се знае за колку ова зголемување на цената на струјата ќе придонесе за поскапување на низа производи во наредниот период. За да им се помогне на граѓаните, регулаторната комисија предлага новата влада и собрание итно да го намала ДДВ-то на електричната енергија и да ги зголемат субвенциите за посиромашното население. Ги повикувам и пратениците да размислат околу тоа, ако возможно да има таква опција, да се разгледа и таа опција имајќи ги во предвид и приходите кои што влегуваат во буџетот. Една од опциите. Сите енергетски компании прикажале зголемени трошоци во пресметките, а расходите на преносниот оператор МЕПСО биле за дури 70% поголеми. Регулаторот прифатил само 30% од приговорите на компаниите. Ако ги признаеле сите трошоци, струјата ќе поскапела и до 23%. Од комисијата велат дека очекувано сите енергетски компании во моментов имаат намалени приходи, но повисоките цени ќе им обезбеделе добивка. Цената на елем се зголемува за 10,74%, цената за пренос и вклучувајќи го и активностите на операторот на пазарот на електрична енергија, значи активностите на МЕПСО за 12,5%, цената за дистрибуција е зголемена за 2,8%, а делот на снабдувањето е намален за 7,71% кај Ева на Хом и конечно тоа влијаеше на оваа конечна наша цена да зголемувањето да изнесува 7,42%. Скапата тарифа на 1 киловат час струја ќе изнесува 5,95 денари, а ефтината тарифа 2,99 денари. Регулаторната комисија за енергетика требаше да ја соопшти новата цена на парно грењето во Скопје. Поради драстично различни пресметки на регулаторот и БЕК, одлуката е пролонгирана да се донесе кон средината на август.